Во наредните минути е терминот за редовните вести на Канал 8. Близу 50.000 евра планира да потроши општина Кочани од сопствениот буџет за да изгради потпорни ѕидови во текот на оваа година. Јавниот повик за избор на изведувач веќе тече и трае до 20 јули, а градежните работи ќе се реализираат во текот на годината. Локалната самоуправа на Кочани планира да потроши близу 3 милиони денари за изградба на потпорни ѕидови на повеќе улици во градот и во населените места. Дел од нив беа предвидени во годишната програма за реализација на помошни инфраструктурни објекти. Во општинската администрација ќе ги земат предвид и барањата на жителите од одделни населби и улици, каде се најнеопходни активности за изградба или пак санација на потпорните ѕидови. Тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи е веќе објавена, а крајниот рок за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 20 јули. Во проектната документација, што е дел од постапката, посочени се конкретните детали и активности што избраната фирма ќе треба да ги преземе за да ја реализира планираната годишна програма. Предвидено е да бидат вградени над 400 метри кубни бетон, како и 6 тони железо, при што планираните количини не се крајни, односно тие се дадени во приближна вредност заради формирање на единечните цени на чинење. Изградбата на потпорните ѕидови ќе се реализира сукцесивно во текот на годината, според потребите и планирањата за реализација на годишната програма за овој вид инвестиции. Финансиска контрола на работењето во угостителските објекти во Кочани е реализирана во текот на изминатиот викенд. Во контролата учествувале инспектори од Управата за јавни приходи, а според информациите не се најдени посериозни прекрашувања на законските прописи. Угостителските објекти во Кочани работат според законот и кај нив не се пронајдени посериозни прекршоци. Ваква е констатацијата по извршената контрола во ноќните часови од страна на инспектори на Управата за јавни приходи во придружба на полициски службеници. На почетокот од викендот, инспекторите од управата ги контролирале локалите во градот, посебно во градскиот трговски центар и во неколку населени места во околината на градот. Се проверувало финансиското работење, односно дали се издаваат фискални сметки, како и присуството и точењето алкохолни пијалоци на малолетници. При тоа, при увидот во најголем дел од објектите не се констатирани законски неправилности. Само во 2 локала во населените места во околината на Кочани регистрирани се известни грешки за кои им е укажано на сопствениците, а ќе се преземат и соодветни постапки. Карактеристично за овие контроли што не било забележано присуство на малолетни лица, освен во еден локал каде се регистрирани неколку малолетници по 24 часот. Се најавува дека контролите ќе продолжат и во текот на летниот период. Целта е да се воспостави ред во работењето и да се почитуваат законските прописи. Концерт на триото Филип Данев ќе се одржи во рамки на манифестацијата за одбележување на празникот Павловден во Виница. Пред публиката тие ќе се представат со своји авторски композиции, што за прв пат ќе бидат изведени пред виничани. Во вторник на 10 јули со почеток од 20 часот пред платото на Домот на културата Тошо Арсов, концерт ќе одржи триото Филип Данев во рамки на 5-дневната Павловденска програма. Пред присутната публика составот ќе се представи со изведба на модерна и традиционална џез музика. Дел од композициите се авторски и за прв пат ќе бидат изведени во Виница, а дел се познати џез стандарди. Триото е составено од Пенчо Кралев, контрабас, Виктор Филиповски тапани и гитаристот Филип Данев. Се работи за едни од најактивните џез музичари од новиот бран на џез музика во Македонија. Манифестацијата Павловден се одржува од 9 до 13 јули, збогатена со голем број на културно-забавни настани, кои во летниот период представуваат културно раздвижување на Виница. Во неделата се одржа традиционалниот Петровденски марш. Околу 100 планинари од повеќе планинарски клубови од државата се искачија до локалитетот Раткова скала на Осоговските планини. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани викендов го одржа традиционалниот Петровденски планинарски марш на кој учествуваа планинари од повеќе планинарски клубови од државата. Околу 100 планинари успеаа да се искачат до локалитетот Раткова скала на надморска височина од 1250 метри, а како стартна позиција на маршот беше селото Пантелеј. Должината на патеката изнесуваше 10,5 километри во еден правец, а планинарите ја поминаа за околу 6,5 часа.
Тежината на патеката е од средно тежок тип, што дозволуваше да учествуваат планинари и рекреативци кои се со добра кондициона подготвеност. По завршување на маршот во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, за планинарите беше приготвен традиционален планинарски ручек. Со маршот се промовира оваа планинска патека која нуди одлична можност за љубителите на планините одблизу да се запознаат со живописната природа на Осоговските планини, како и промоција на локалитетот Раткова скала, кој е единствен од ваков вид на Осоговските планини и нуди целосен поглед на Кочанската котлина. Инаку, Петровденскиот планинарски марш веќе традиционално се организира 11-та година поред на различни планински патеки на Осоговските планини. Општините Кочани и Виница ги подсетуваат граѓаните дека продолжува акцијата за третман против комарците. Во рамки на втората фаза ќе се спроведе второто авионско прскање. Третманот ќе се реализира рано изутрина, меѓу 5 и 7 часот, а според планот во двете општини ќе се опфатат околу 4000 хектари. Доколку временските услови бидат неповолни поради врнежи од дожд или пак силен ветар, тогаш прскањето ќе се одложи за првиот нареден ден. Во продолжение на вестите следуваат и две информации од спортот. Викендов на спортските терени кај гимназијата и на улицата Скопска во Кочани продолжија надпреварите во рамки на традиционалниот Петровденски турнир во мал фудбал. Се одиграа вкупно 10 средби на кои се постигнати 54 гола, а само една заврши без погодоци. Голема ефикасност прикажаа екипите учеснички на традиционалниот Петровденски турнир во рамки на второто коло. На 10 надпревари постигнати се вкупно 54 гола, односно во просек нешто повеќе од 5 по надпревар. Само една средба заврши мирољубиво, односно без да се затресат голманските мрежи. Во ова коло на спортскиот терен кај гимназијата беа постигнати следните резултати. Деликатес Шери Казино 2:2, ИНТ Меджик 2:1, Мега Спорт Олимпик Даниво 7:1, Спортисти Амфенол 6:3 и Филип Интернационал Ледер 1:0. Уште 5 надпревари од Петровденскиот турнир се играа на теренот кај детската градинка на улицата Скопска, а постигнати се следните резултати. Антура Фабијан 1:7, Публик Бет Делукс Бразил Штип 1:8, Унипап Грга Транс 3:1, Такси Джокер Клариса Балкан 0:6, а единствено на средбата меѓу Кофи Хаус и Генекс немаше голови и таа по двете полувремиња заврши со резултат 0:0. Петровденскиот турнир продолжува со последното коло, по кое ќе се знаат најдобрите екипи, кои ќе ги продолжат надпреварите во рамки на полуфиналните групи. Иако официјално веќе е третолигаш, фудбалскиот клуб Осогово го доби и првото засилување. Ѓорги Јовановски од следната сезона ќе го бради голот на фудбалскиот клуб од Кочани. Градскиот фудбалски клуб Осогово деновиве го обезбеди потписот на првото засилување за оваа сезона. Станува збор за 23 годишниот Ѓорги Јовановски, голман на прволигашот Победа од Прилеп, кој од следната сезона ќе ги брани боите на Осогово. Јовановски, иако релативно млад, веќе има настапувано за неколку клубови од државата, меѓу кои за 11 октомври во првата и втора лига, а краток период ги бранеше боите и за Беласица од Струмица. Како што информираат од клубот, во следниот период се планира да се ангажираат уште неколку нови засилувања, пред се од нападот и крилните позиции. Кон првиот тим ќе се приклучат и неколкумина младинци од академијата на клубот, со што клубот со новите засилувања ќе биде подготвен за предстојниот подготвителен период и новата надпреварувачка сезона. Исто така, екипата веќе напуштија Александар Игевски, кој ќе продолжи во фудбалскиот клуб Тиквеш, од Кавадарци и Владимир Жоглев, кој ќе ги брани боите на Победа од Прилеп. Осогово сезонава ја заврши на 8-та позиција во втората македонска фудбалска лига, со освоени 19 бодови.
Тоа беа содржините за вестите на Канал 8. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.